Добар ден, почитувани представници на печатените и електронски медиуми. Добро дојдовте на денешната пресконференција со која сакаме да ја најавиме престојната меѓународна културна поетска манифестација Рацинови средби и да ги објавиме имињата на добитникот на Рациновото признание и на почесното Рациново признание. Заедно со мене од лева страна е господинот професор доктор Христо Петрески, истакнат поет, раскажувач, романсиер, критичар, есеист, во моментов и председател на собранието на Друштвото на писатели на Македонија, а денес во својство на председател на жири комисијата за доделување на Рациновото признание. И особена чест ми е да го најавам и присуството на господинот Милован Стефановски, добитник на Рациновото признание за 2021 година за делото Теорија на закучешката година, инаку претходен председател на Друштвото на писателите на Македонија. Оваа година во Велес по 58 пат ќе се одржи меѓународната културна поетска манифестација Рацинови средби во чест на Коста Солев Рацин. Во годината во која се навршуваат 113 години од неговото раѓање и 78 години од неговата трагична смрт на лопушник. Кочо Рацин е најзнаменитиот велешанец, како што би рекол Гане Тодоровски, најголемиот меѓу живите и мртвите златоусти македонски поети, основоположник или еден од основоположниците на современата македонска литература и култура, за кого великанот Блаже Конески, кого на символичен начин го поврзуваме со Рацин на овогодинешното издание на Рациновите средби преку симпозиумот, рекол: тешко ние можеме да најдеме во нашата културна историја друга толку монолитна личност како Рацина, што на еден творечки начин гради мостови помеѓу минатото и иднината, кој знае на здрави основи да создава културна традиција. Големиот македонски поет Ацо Шопов за Кочо Рацин изјавил дека тој е голем син на малуброен народ. Би сакал овие мисли за Рацин да ги продолжам со уште неколку големи авторитети. Еден исто така од најголемите македонски поети, Анте Поповски, за Кочо Рацин има напишано: јазикот, зборот, значи вистинско родно место на поетот. На Рацин му беше совршено јасно дека туѓиот јазик и туѓите зборови, македонските вистини идеи ги прават немакедонски. Затоа и велам дека Рацин на македонската мисла и става печат на творечка сигурност и одлучност. Кочо Рацин израсна од древното стебло на македонската народна традиција и тргнувајќи од неа и цицајќи ги нејзините сокови, израсна во прапочеток на македонската книжевна модерна. Или, поточно, тој не израсна само во голем поет, туку во вистински трибун на својот народ. А гласот му беше како и животот засипнат со многу сон и со многу скрб и чест во него. Неговите крилја на гигант некогаш му пречат во одот. Во овие мигови кога се оспорува македонскиот јазик, идентитет, би сакал овие цитати да ги завршам со една мисла на великанот Гане Тодоровски, кој во неговиот коментар кон есејот на Анте Попов напишал: нема потреба овдека од посебно нагласување дека меѓу првите токму Антон Попов и Кочо Рацин ја разбраа борбата на својот народ. А во таа борба творците, писателите со своите зборови се во челните редови. Нивното дело е верна слика на народниот живот, на неговите стремежи и идеали, соништа и копнежи, на иднината, убавината и светлината. Во лутата и нерамна борба, поетовите зборови се смртоносни куршуми и динамит. Тоа е литература која има пресудна улога во извојувањето на националните, социјалните и политичките слободи на својот народ.
Не случајно во својот есеј Антон Попов најголем дел му посветил на Рацин и на неговите капитални бели мугли. Градот Рацин, родниот град на големиот Коста Солев Рацин, што и да направи не може да му се одолжи за големото дело што ни го остави во наследство нам и на идните неродени генерации. Оваа година по 58 пат ќе ги одржиме Рациновите средби со намера да му се одолжиме колку што е тоа можно. Желбата ни беше Рациновите средби да ги одржиме на отворено заради состојбата со пандемијата, за да ги направиме достапни на што поголем број љубители на поезијата и на уметноста. За жал, временските прогнози не спречија. Рациновите средби одлучивме да се случат во затворен простор во големата сала на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот, но тоа не значи дека нивната вредност ќе биде помала. Рациновите средби ќе почнат на 11 јуни во петок со меѓународната научна конференција насловена Синтези, Рацин и Конески, во чест на 100 годишнината од раѓањето на големиот Блаже Конески. Ќе има и друга манифестација придружена на Рациновите средби, исто така посветена на Блаже Конески. Чествувањето на Рацин ќе продолжи на спомен косурницата со положување на цвеќе и поетски перформанс со поети од клубот на писатели кој го носи името на Коста Солев Рацин. По тој повод пригодно обраќање пред спомен косурницата ќе има председателката на Друштвото на писателите на Македонија Сонја Стојменска Елзесер. Потоа добитникот на Рациновото признание, бидејќи добитничката не е во можност да дојде, во Рациновата шума символично ќе засади млади садници. Почит пред споменикот на Рацин ќе се организира и пред неговиот монументален споменик во центарот на градот, а потоа пред споменикот пред гимназијата која го носи неговото име. Во зградата на театарот ќе биде свеченото отварање на 58-те Рацинови средби, на која јас како градоначалник во име на градот домаќин ќе имам поздравно обраќање, а потоа беседа за Рацин ќе одржи професор доктор Атанас Вангелов, еден од најголемите проучувачи на неговото дело. Потоа следува меѓународниот поетски митинг на кој ќе учествуваат 16 од прилика поети од нашата земја и од соседните држави. Оваа година во вистинска смисла на зборот Рациновите средби се меѓународна културна поетска манифестација. Вокално-инструментален концерт ќе одржи националната установа Асамбл за народни игри и песни Танец, заради тоа што Кочо Рацин се базирал на народното творештво во неговата поезија. Ќе има интересен почеток на отварањето со инструментите на музичарите од Танец. Чествувањето на Рацин ќе продолжи следниот ден во сабота со посета на спомен куќата на Рацин, каде што ќе се одржи промоција на збирката поезија од проектот Млади поети 2020 година Битусување од љубов во издание на Агенцијата за млади и спорт. Потоа следува велешка винска приказна со големиот Рацин, односно промоција на виното Рацин на винаријата Шато Сопот во фоајето на театарската зграда. Веднаш потоа следува свеченото затварање на 58-то издание на Рациновите средби, на кој покрај другото ќе бидат представени портретите на добитниците на Рациновото признание и на почесното Рациново признание. Добитникот на Рациновото признание ќе ни се обрати во живо, а ќе го видиме видео обраќањето на добитничката на почесното Рациново признание. На крај, во чест на добитниците на признанијата, ќе се изведе премиерата на представата Петото годишно време. Одбележувањето на Рацин
односно 58-те рацинови средби, символично завршуваат со традиционалната посета на местото на трагичната погибија на Рацин на Лопушник Кичевско со традиционалниот марш за Рацин, организиран од Сдруженијата на граѓани. Би сакал да ве информирам дека има и две придружни манифестации кои не се составен дел на програмата, меѓутоа се во склоп на организацијата на Рациновите средби. Во ликовниот салон ќе биде промовирана збирката поезија на еден од најпознатите млади македонски поети Игор Крајчев, Велешанец, Лудило, писма Откровение. Промотори на неговата најнова збирка поезија ќе бидат професор доктор Венко Андоновски и професор доктор Кристина Николовска. А во фоајето на театарот ќе биде поставена патувачката изложба која е насловена Фондот на Националната универзитетска библиотека доказ за сестраноста на Конески. Изложба во организација на Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје е дел од националната програма 2021 година во чест на Блаже Конески. Координатор на оваа програма се Министерството за култура, Министерството за образование и наука, а сето тоа се одвива под покровителство на председателот на Републиката Стево Пендаровски. Сега би сакал да му дадам збор на професор доктор Христо Петрески, председател на жири комисијата за доделување на Рациновото признание за 2021 година во име на стручното жири да ја објави одлуката за добитникот на Рациновото признание. Повелете. Почитувани присутни, сакам сите да ве поздравам. Посебен поздрав најпрвин до градоначалникот на општина Велес, почитуваниот Аце Коцевски. Исто така го поздравувам мојот колега и годинашен добитник на наградата Рациново признание Милован Стефановски, но се разбира, посебно сакам да ве поздравам вас, колегите новинари од медиумите, бидејќи јас добар дел од мојот живот го вкусував и јадев новинарскиот хлеб. Како што веќе беше најавено, и драго ми е што и годинава слушнавме за богатата и содржајна програма на меѓународната манифестација Рацинови средби, мене ми припадна честа, зашто уште еднаш ве изјавувам јавна благодарност, да бидам председател на тричлената жири комисија. Ние годинава имавме на вистина, ова не е фраза, ова е сурова и убава вистина, имавме 27 книги во конкуренција, 27 дела од 26 автори. Еден автор беше со 2 книги. За да не испадне дека ни била лесна задачата, јас напишав и текст, ама нема да ви очитам, бидејќи вие го добивте тој текст, полифонија од прозни гласови и стилови, каде што говорам за делата што беа во конкуренција. Мислам дека го добивте. Не е долго, меѓутоа бев опоменат од градоначалникот, не бидам преопширен и реков на што да кратам на тоа. Ајде тогаш прво тој текст сакам да го прочитам. Полифонија од прозни гласови и стилови. Новата проза, sejedno дали станува збор за расказ, новела или роман, представува волшебство и магија, подеднако привлечни за читателите, сладокусците, но и авторите. Новата проза поседува и создава силни врски, се провлекува и ги руши и флуидните, речиси непостоечки граници и бариери. Современата, актуелна, авангардна, експериментална, иновативна проза е творбена и креативна, па со својата носивост и специфики проткајува, привлекува, збогатува, благородува и обединува. Таа има своја одбрана, редовна и постојана публика. Со приопштувањето на македонски јазик и на другите европски литератури и нашата книжевна сцена, авторите и делата не само што кореспондираат и се компарираат со нив, туку и самите стануваат дел од европскиот, а со тоа автоматски и со и во светскиот контекст. Тоа е голем и неверојатен предизвик и скок не само за етаблираните и искусни творци, туку и за дебитантите, љубопитните и младите. Всушност, сите да бидат на сцената и во фокусот на светлината и никој да не е во трајна, длабока и изолирана сенка. Книжевноста има своја еволуција и револуција и брз, динамичен и постапен логичен развој.
со постојани тенденции вишнења, истражување и себебарање, дефинирање и елаборирање, остварувања и резултати. На европското и македонското писателско небо има многу звезди. Сите тие блескат со свој притаен или москавичен сјај. Во новата македонска проза има големи имиња, но и автори кои допрва ќе станат значајни, уште попознати, попризнати и неодминливи. Творештвото бара и подразбира здраво, живо, творечко и креативно тело и ткиво. Можностите и нивоата на новата проза се специфични и повеќеслојни, повеќе димензионални и поливалентни, зашто книжевноста се менува себе си, но го менува и се вкупниот, универзален и поединечен, односно личен поглед на свет. Зрачењето и значењето на литературата е космополитско и планетарно, па како што илјадници милиони симпатизери и привезаници денес пишуваат хаику песни, исто толку па и повеќе создаваат и нови прози. Новата проза е космополитска и планетарна. Раскажувачката прашума и шума е густа, непрегледна, вечно зелена, млада и свежа. Некои прози пленуваат со едноставноста, со непосредноста, со искреноста, со доживеаноста, емотивноста, а други пак со пресвртите, луцидноста и елиптичноста. Во зависност од нарацијата и дискурсот се преточуваат и нижат бројни теми и мотиви, а консументот се насладува со идејата, заплетот, кулминацијата, расплетот, поентирањето. Новата проза е отворена и читателот не е пасивен субјект, туку активен, соучесник, трансмисер и емитер. Новата проза е полифонија од безброј гласови и стилови, различни според форматот и обемот, комуникацијата, структурата на текстот, јазикот. Таа е еманципирачка и флексибилна, како креација, акција и реакција кон стварноста, сегашноста и современоста. Новата проза изодува долг и напорен пат, од реализам и маниризам до недреализам и постмодернизам, па и рецепцијата е различна и неизвестна. Денес превладува новата проза. Проза на изненадување, очудување, загадка, иновација, експеримент и лавиринт. Таа е главно урбана, минималистичка, концептуална, интертекстуална и интермедијална. Книжевноста како дел од другите медиуми. Со внатрешна динамична линија на текстот, меланхолија и носталгија, засеци и пресеци, импулсивно и експлозивно темпо, нарцизам, иронија и автоиронија, фрагментација и деструкција. Новата проза е современа, актуелна, авангардна, урбана и експериментална. Доминира разбиената слика на светот, само коментирањето на собствените постапки во собствениот текст, тоест само реализирањето, социолошките и психолошките валери, заводливоста и пресватливоста, преку видливите патишта и скришните патеки кои водат до запознавање, усвојување, толкување, интерпретирање, мрежување. Новата проза интригира и интегрира. Таа е идеален жар за надминување на читачката криза. Таа облагородува и воодушевува, подучува и воспитува, образува и едуцира, забавува и релаксира, надградува и обврзува. И сега конкретно за седниците на жири комисија. За одлуката и записникот од седницата на жири комисијата. Записник и одлука од одржаниот состанок на жирито за наградата Рациново признание за 2021 година. Жирито во состав Христо Петревски председател, Стефан Марковски и Делвина Кралуку членови на 1. јуни 2021 година одржа онлайн состанок на која донесе одлуката за наградата Рациново признание за 2021 година. По разгледувањето на сите пристигнати 27 прозни дела од 26 автори, жирито во најтесен избор најпрви издвои 9 дела, јас подоцна ќе ги кажам кои се тие дела, од кои со јавно гласање на крајот се определи за романот, иако веќе беше кажано, уште една сакам да кажам и да му честитаме, се разбери со аплауз тоа да го направиме, се определивме за романот Теорија за кучешката година од Милован Стефановски во издание на Матица од Скопје. Еве јас прв да му јавно честитам. Новиот роман од Милован Стефановски Теорија за кучешката година е шесто по ред романескно остварување на авторот во неговата раскажувачка актива. Авторот се определува за исповедна наративна стратегија, најавена преку епиграфот
уште на почетокот на романот, исповетта е миење на душата. Романот е компониран според драмски урнек и поседува проложен, исповеден и завршен дел. Поимите син и татко се како главни ликови во исповедната драма што следува. Во овој невообичаен, но по многу нешта одвличен, јавно пред сите кажам извореден роман, е сместен еден човечки живот, преку врамување на спомените за заедничките и личните судбински нешта, применета е плавна лирска исказност, придружена со благозвучна елегична интонација. Исповедувачот се огласува од покровот на подбивната животна стварност, а меѓу битните посебности на романот е третманот на времето како феномен според некоја собствена специјална теорија на релативноста, врз основа на чии законитости е построена и теоријата на кучешката година, според чиј назив е насловен и самиот роман. Во својот најнов краток роман, писателот Милован Стефановски одбира преку своевидно монолошко обраќање на син кон татко, на индиректен начин на читателот да му ја пренесе целата приказна, без при тоа да се приведе ниту едно лично име, ниту конкретна локација или топоним, ниту пак временска одредница за тоа кога се случува загатнатото дејство. Од почеток до крај, сето внимание е насочено кон пласирањето на исповедниот исказ, на синот упатен до собствениот татко искаен и распослан, од најкарактеристичните премрежни случувања од неговата најрана детска возраст, па се до надминувањето на возраста на веќе починатиот татко, но во исто време и разголен исказ до основната срж, само за да се допре до чистата вистина без разлика колку е таа болна или колкава болка може допрва да предизвика. Романот Теорија за кучешката година од Милован Стефановски се издвои според својата структура, но и содржина. Веруваме и се надеваме дека овој роман ќе заземе соодветно место во македонската романеска продукција со својата оригиналност, специфичност и полифоничност. Скопје, 1.6.2021 година, жири Христо Петревски, Стефан Марковски и Делвина Кралуко. И како што реков пред малку, на крајот, бидејќи нашата работа беше максимално транспарентна, сакам на вас, колегите новинари и на пошироката јавност, да ги пренесам гласовите на сите нас членови на жирито. Ние гласавме вака и во ова одлука донесовме вака. Стефан Марковски гласаше за Жарко Којунџиски, Милован Стефановски и Владо Јаневски. Христо Петревски гласаше за Милован Стефановски, Владимир Плавевски и Димитар Пандев. Делвина Кралуко гласаше за Димитар Пандев, Блаже Миневски и Милован Стефановски. Значи, математички точно и прецизно, 3 гласа доби Милован Стефановски, а Димитар Пандев доби 2 гласа. Додека Жарко Којунџиски, Владо Јаневски, Владимир Плавевски и Блаже Миневски добија по 1 глас. Нека му е честито на добитникот, заслужено ја освои оваа награда. Верувам дека овој роман во иднина ќе биде соодветно вреднуван и читан. И уште еднаш, со радост и гордост, сакам да кажам дека македонската прозна продукција беше богата, разновидна, содржајна. Ние навистина мислам дека оваа година имавме, така јас барем мислам, најмногу дела кои што конкурираа за оваа награда, 27 дела. Ако се продолжи не само со овој квантитет, туку и со овој квалитет, бидејќи во овие гласови има многу дела и многу романи и многу збирки, раскази што јас не ги спомнав. Меѓутоа, да знаете дека во конкуренција беа и многу други сериозни автори, како академик Луан Старова, како академик Митко Маџунков и Оливера Ќервезировски и многу други автори. Но, верувајте ми, јас сакам во тоа да ве уверам, дека сосема независно сите членови на жири комисијата го издвоивме токму романот на Милован Стефановски. Уште еднаш, Миловане, нека ти е со среќа и ти посакувам и добро здравје и многу нови други дела. Ми представува голема чест добивањето на ова значајно признание, Рациновото признание, и тоа од повеќе причини.
А најголемата и најважната е што токму признанието што се доделува на оваа манифестација го носи името на големиот Рацин. Коста Апостолов Солев Рацин за припадниците на мојата генерација, инаку роден сум 1952 година, представуваше еден вид книжевна икона која што искрено и со голема почит ја примавме, особено влюбениците во пишаниот збор. Јас по двата родитела потекнувам од Кичево, а во околината на Кичево и Лопушник. Така што и тој податок на некој начин влијаеше за некој посебен мој однос кон Кочо Рацин. Во мојата прва книжевна објава во далечната 1978 година, поетската книга Зид пред бескрајот, со која што дебитирав во македонската книжевност, поместена е и една песна со наслов Лопушник, а посветена на Кочо Рацин. Спомнувајќи ја оваа моја прва објава, Зид пред бескрајот, да нескромно да кажем дека токму таа поетска книга во таа далечна 78 година од минатиот век го понесе големото признание наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата. Јас тогаш имав само 26 години и беше едно големо изненадување така млад автор со прва дебитантска книга да добие толку големо и високо признание во период кога Светскиот поетски фестивал Струшките вечери на поезијата беше нешто многу значајно не во наши македонски рамки, не во југословенски, туку во вистинска смисла на зборот во светски рамки. Сега со таа прва книга доби високо признание Браќа Миладиновци и бев многу среќен, меѓутоа не бев ни доволно свесен што се тоа значи и какво оптоварување во исто време може да биде. Со најновото мое книжевно дело, речиси со рамносилна возбуда на тогашната, ја примив веста дека токму теорија за Кучешката година го понесе значајното признание, Рациновото признание. Посебно ми е драго, инаку овој мој роман е шести по ред од досега објавените прозни дела, инаку имам и 3 книги со раскази, збирки раскази, а еден од романите, Изгубен жегол, во 2003 година беше прогласен за роман на годината. Тогаш тоа големо признание го доделуваше редакцијата на Утрински весник. На Рациновите средби, за чудо, директно досега не сум учествувал. Уште една година, па ќе наполнам 70 години, се случи со првото активно учество со моје дело на овој конкурс, на преварот за ова високо признание, да го понесам јас, зашто сум благодарен на жири комисијата и на организаторите на оваа значајна манифестација, на која што и посакувам долговечност, проширување, надградување на досега остварените резултати и, што е најважно, доближување до оној профил на наши граѓани за кои што читањето се уште не е изгубена работа, иако свесни сме како се повеќе и повеќе во последно време опаѓа интересот за културата, посебно за книгата
и особено за читателската активност. Се надевам и верувам дека ќе дојдат подобри времења, но за тоа не треба само едноставно очекување, туку и наш активен придонес. Да не должам многу, заблагодарувајќи се уште еднаш за доделувањето на ова големо признание, посебно за мене, оставам простор за евентуално ваши прашања во врска со наградата, признанието, романот и односно се што сметате дека дополнително треба да го дознаете. Благодарам. Сега би сакал, како председател на Организацијскиот одбор, да ја соопштам и одлуката на Организацијскиот одбор за добитникот на почесното Рациново признание за 2021 година. Организацијскиот одбор во состав, јас по функција председател, професор доктор Људмил Спасов, професор доктор Кристина Николовска, професор доктор Гоце Ристовски и Стефани Андреевска ја донесе одлуката добитник на почесното Рациново признание за 2021 година да биде госпоѓа Алла Генадиева Шешкен, руски славист и македонист од Руската Федерација. Престижната награда Алла Генадиевна Шешкен ја добива за незината промоција на македонскиот јазик, книжевност и литература како редовен професор на Московскиот државен универзитет Ломоносов. Алла Шешкен е родена на 30 март 1952 година во денешна Република Белорусија во учителско семејство, чиј татко повеќе од 50 години работел како учител. По завршување на гимназијата во 1969 година се запишува на Филолошкиот факултет на Санкт-Петербуршкиот државен универзитет на одделението по славистика, српски јазик и литература. Следната година се префрла на Филолошкиот факултет во Белград како стипендистка на руската влада. Дипломира во Белград во 1974 година со просек на дипломски испит 9,5. Во периодот од 1975 до 1978 година станува постдипломец, односно е постдипломец на катедрата за славистика на Филолошкиот факултет на Универзитетот Ломоносов. Се вработува на Филолошкиот факултет во 1979 година и почнува да предава македонска литература на катедрата за славистика. Потоа работи во научно-истражувачко тело на факултетот Руска литература во современиот свет. Од 2001 година, односно во 2001 година е избрана за доцент, а во 2012 година и за редовен професор на катедрата за славистика. Докторира на тезата Македонската литература во 20 век и оваа тема е прв докторски труд од областа на македонската литература во Русија. Освен што предава на македонски јазик, таа држи и курсеви по историја на македонската литература, книжевна критика и култура на катедрата за славистика на Филолошкиот факултет. Ана Шешкен е автор на повеќе од 200 научни трудови од областа на македонистиката и славистиката објавени во Русија и во други држави, меѓу кои и 5 монографии за македонската литература. Таа е редовен учесник на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид и на меѓународната научна конференција во рамки на меѓународниот семинар. Потписник е и на серија статии посветени на поезијата на Блаже Конески и Кочо Рацин, објавени во академските и високошколските списанија во Русија и Македонија. Член е на Македонската академија на науките и уметностите од 2006 година во надворешниот состав. Македонската академија на науките и уметностите и го додели меѓународното признание Блаже Конески за посебен придонес во проучувањето и афирмацијата на македонската литература и македонскиот јазик во 2015 година. Заради состојбата со пандемијата, добитничката нема лично да присуствува на доделувањето на признанието, меѓутоа снимено е видено обраќање со кое таа ќе се обрати на затварањето на Рациновите среди. Пред да почнеме со прашања, би сакал уште
неколку информации. Би сакал да изразам јавна благодарност до Министерството за култура на владата за традиционалната поддршка на организацијата на рациновите средби. Исто така би сакал да потенцирам дека ме радува фактот што повторно во рамки на рациновите средби ги вративме научните симпозиуми. Како што реков, оваа година темата ќе биде само момент, синтези Рацин и Конески. Организатор на симпозиумот е Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков и Советот за македонски јазик при владата заедно со општина Велес. А во рамки на тој дел ќе бидат промовирани научните дела кои се испечатени во периодот меѓу двете конференции. Конференцијата исто така е од меѓународен карактер. Сакам да се заблагодарам на Советот за македонски јазик и на Институтот за македонски јазик за организацијата на научниот симпозиум.